Здраво на сите. Јас сум Кейси Хемлин од Кейси Баха Турс. Јас сум Кейси Хемлин, аеродроми, нели? Понекогаш може да бидат малку збунувачки, долги редици, многу луѓе и многу правила, но зад сето тоа збунувачко нешто, постои посебна можност да поминете време со семејството и да создадете незаборавни спомени. На оваа возраст, ова е најдобро време да откриеме нови места. Зошто да седиме дома и да гледаме телевизија кога светот не чека? Денес ке споделам со вас 26 совети за патување, особено за оние над 60 години. Ова не се оние вообичаени совети што ги слушате насекаде. Ова е целосен водич за патување без стрес. Ја завршивме целата тешка работа, за да можете вие да се фокусирате само на авантурата. Патувањето ви дава само доверба да кажете «Се уште можам. Светот е мој. Светот ве чека». Ние сме тука да ви помогнеме да го направите вашето патување незаборавно. Ајде да почнеме. Добро, пријатели мои, првата и најважна работа што треба да ја запомните е вашата идентификација. Ова е вашиот клуч за светот. Пред да излезете од дома, проверете го вашиот пасош или лична карта, за да се уверите дека не се истечени. И погледнете го датумот на истекување, за да бидете сигурни. Не сакате да се најдете во непријатна ситуација во последен момент, нели? Тоа би било како темпирана бомба во задниот двор. Ако вашата возачка дозвола нема златна свезда, можеби ќе треба да одите во канцеларијата за лиценци за да ја обновите. И ако патувате надвор од вашата земја, бидете сигурни дека вашиот пасош е валиден најмалку 6 месеци по планираниот датум на враќање. Ова е вашата важна безбедносна перница. Не дозволувајте истечен документ да ви го уништи сонот за патување. Тоа би било како да градите куќа на песок. Проверете еднаш, проверете 2 пати и ако можете, проверете 3 пати. И секако, чувајте ги вашите документи на лесно достапно место. Не сакате да барате како да барате игла во сено. Ова е вашиот влезен билет за свет на авантури. Со оваа подготовка, веќе сте добиле половина од битката за прекрасно патување. Ајде да го направиме ова патување без стрес. Времето е вашиот најдобар пријател на аеродромот. За домашни летови, обидете се да пристигнете на аеродромот 2 до 3 часа пред вашиот лет. Ова дополнително време го претвора стресот во мир, како да шетате мирно во парк. Долги редици на обезбедување. Нема проблем. Машината за билети не работи, имате доволно време да го средите тоа. Искористете го ова дополнително време за да се опуштите, да испиете добро кафе, како да сте во вашето омилено кафуле, или да разговарате со луѓето што ги сакате. Раното пристигнување го намалува стресот и ви дава мир на умот. Аеродромот треба да биде почеток на вашето патување, а не извор на грижи. Вие не сте само патници, вие сте само уверени патници. Започнете го вашето патување со мир. Услугата TSA Cares е како VIP пропусница за секој што има потреба од мала дополнителна помош. Ако се јавите семените 2 часа пред вашиот лет, ќе имате специјален асистент кој ве чека. Овој асистент може да ве придружува низ безбедносната проверка, да ви објасни се и да ви помогне со вашиот багаж. Ова го прави вашето патување многу полесно, како прошетка во парк и ќе се чувствувате мирно, како VIP. Ако ви треба медицинска опрема или друга помош, не двоумете се да ја користите оваа услуга. Телефонскиот број може да се најде на веб страницата на TSA. Помошта е секогаш таму, затоа не плашете се да ја побарате. Се надевам дека вашето патување ќе биде најудобно и најрелаксирачко што некогаш сте го имале. Сакам да уживате во секој момент од вашиот одмор. Ако имате 75 години или повеќе, TSA, тоа се луѓето кои се грижат за безбедноста на аеродромите, имаат неколку посебни работи за вас. Ова е за да го направите вашето поминување низ безбедносната контрола на аеродромот полесно и побрзо. Тоа е како да имате VIP билет за концерт. Ке се чувствувате како да добивате посебен третман на аеродромот. Обично, не мора да ги соблекувате чевлите или лесната јакна. Овој посебен третман го добивате автоматски, така што не мора да се грижите или да барате ништо. Тоа е како убав подарок, нели? Со овој мал посебен третман, безбедносната контрола станува многу поудобна и полесна. Тоа е како да летате во прва класа, знаете.
Понекогаш можеби ќе треба да ве проверат малку потемелно, но најчесто се поминува без проблеми и грижи. Како неделна вечера кај баба, знаете. Едноставно треба да им ја кажете вашата возраст на TSA. После тоа, тие се грижат за останатото. Тоа е како да имате личен асистент за патување. Овој мал посебен третман го прави вашето патување пријатно и без стрес. Како да се гушкате во топло чебе во студена ноќ. Запомнете го овој совет и искористете го за вашето патување да биде најдобро можно. Никогаш, ама баш никогаш, не ги оставајте вашите важни лекови во багажот што се проверува. Секогаш чувајте ги со вас, во вашата рачна торба. Можете да носите колку што ви требаат лекови. Нема ограничување на количината. Правилото од 100 мл не важи за течни лекови, но мора да ги пријавите. Најдобро е да ги чувате лековите во нивното оригинално пакување, за полесно да се идентификуваат. Ако имате течни лекови, секогаш кажете им на безбедносните службеници на контролниот пункт. Вашето здравје е многу важно кога патувате, без разлика дали одите на одмор на Балтичко море или на некое потопло место. Запомнете ги овие совети за пријатно патување без стрес. Вашиот одмор вреди. Секогаш чувајте ги лековите блиску до вас. Не ризикувајте и бидете подготвени за се, исто како што се подготвувате за време во Полска. Кога се грижите за вашето здравје, си обезбедувате безбедно и пријатно патување, без неочекувани инциденти. Ако патувате со медицинска опрема, секогаш имајте лекарска белешка од вашиот доктор. Оваа белешка треба да објасни зошто ви е потребна специјална медицинска опрема, како што е CPAP апарат или концентратор на кислород. Ова многу ќе ви помогне кога се пријавувате или кога разговарате со персоналот на авиокомпанијата. Ова е важно не само за вас, туку и за авиокомпанијата. Ставете ја оваа белешка до вашата медицинска опрема или во вашата рачна торба. Знајте да зборувате за ова кога се пријавувате или се качувате во авионот. Најважно е да ги дадете сите информации однапред, пред да ве прашаат. Така, вашите медицински потреби ќе бидат третирани без никаков проблем. Ако мислите дека ќе имате потешкотии да се качите на авион, не двоумете се да побарате помош. Авиокомпаниите имаат такви услуги за сите патници. Едноставно кажете му на персоналот на вратата дека ви треба мала помош за да ви биде удобно или за да се движите. Нема потреба да се срамите. Ова го олеснува се за сите. Мало учтиво барање може да направи голема разлика. Едноставно кажете што ви треба. Така вашето патување ќе биде попријатно и без стрес. На долги летови, нашата крв може да циркулира малку побавно. Затоа е многу важно да носите компресивни чорапи или да ги движите нозете. Дури и кога седите, можете да правите едноставни вежби, како што се вртење на глуждовите, мрдање со прстите или подигање на колената. Ова е како мала вежба во авионот и многу помага. Ако не седите до прозорецот, туку до патеката, добро е од време на време да прошетате по патеката на авионот. Ова е како брза прошетка по ходникот и е одмор за вашите нозе. Ова помага вашите нозе да не отекуваат и не штити од посериозни проблеми, како што се згручување на крвта, кои се чести на долги летови. Подобро е да се спречи, отколку да се лечи, нели? Компресивни чорапи лесно може да се најдат во аптеките или во поголемите продавници. За да знаете кои се најдобри за вас, вреди да го прашате вашиот лекар. Ова е како да избирате чевли, најважно е совршено да ви одговараат. Кога патуваме, многу е важно да се грижиме за нашето тело. Затоа што здравјето е основа за пријатно патување. Затоа нека секое наше патување биде исполнето со здравје и радост. Воздухот во авионот е посув дури и од пустина. Затоа многу е важно да пиете многу вода. Носете празно шише со вода со вас, наполнете го откако ќе поминете низ безбедносната проверка и пиете помалку во текот на целиот лет. Подобро е да избегнувате алкохол и кафе, бидејќи тие повеќе го дехидрираат телото. Пиењето доволно вода може да ви помогне да избегнете главоболки, замор, па дури и тетлег. Малите чаши вода што ги даваат стюардесите обично не се доволни. Така ќе се чувствувате подобро и ќе бидете подготвени за вашите нови авантури.
Водата е вашиот најдобар пријател за време на патување. Не заборавајте да се грижите за себе, дури и кога сте над облаците. Дали знаевте дека кога резервирате авионски билет, седиштето до патеката е подобро од седиштето до прозорецот? Всушност, ви дава многу повеќе слобода. Можете да ги истегнете нозете, да одите во тоалет, па дури и малку да прошетате по патеката, без да ги вознемирувате другите патници. Особено на долги летови, седиштето до патеката го прави патувањето многу поудобно. Наместо да се чувствувате заробени, можете слободно да се движите, како мала птица која може да лета кога сака. Затоа не избирајте седиште на брзина, размислете малку. Можете да одвоите 1 минута. Седиштето до патеката е како удобен кауч во вашиот дом, ви дава многу слобода и удобност. Таму можете да се опуштите. Ова е мала одлука, но може многу да влијае на нашата удобност. Ајде да го направиме нашето патување подобро и поудобно. Како неделно утро со кафе и свеж леб. Замислете ја вашата мала торба како ваш личен комплет за преживување. Спакувајте марамчиња, средство за дезинфекција на раце, перница за патување, слушалки за поништување на бучава и се разбира вкусни закуски. Размислете што ви помага да се чувствувате удобно и среќно за време на патувањето. Со закуски и забава можете да останете смирени и опуштени. Претворете го вашето седиште во удобно место во авионот. Кога се е лесно достапно, нема да морате да пребарувате кога ќе ви притреба нешто. Нека вашето седиште стане ваше тивко за солниште. Секогаш пишувајте го вашето име и телефонски број на вашите работи, на вашиот багаж, на вашата електроника, па дури и на вашата облека. Многу повеќе работи се губат на аеродромот отколку што мислите. Со толку многу луѓе, багажот лесно може да се изгуби. Дури едноставна налепница или визит картичка може да ви помогне да ги најдете изгубените работи. Така нема да имате проблеми. Не ставајте информации само од надвор на куферот, туку и од натре. Ова е како да ја заклучите вратата 2 пати. Така ќе бидете двојно заштитени. За поголема сигурност користете повеќе од една етикета. Некои велат дека помалку е повеќе, но во овој случај повеќе е повеќе. Само 5 минути подготовка може да ве спасат од часови грижи. Ова мало внимание ќе ви помогне да ги чувате вашите предмети безбедни. Овие мали работи се многу важни. Тие ви помагаат да патувате удобно. Патници, пред да се качите на авион, не заборавајте да ја преземете апликацијата на авиокомпанијата на вашиот мобилен телефон. Со оваа апликација, веднаш ќе дознаете за промените на излезот, доцнењата и другите известувања за време на вашето патување. Зарем не е прекрасно? Како да имате личен асистент за патување? Дигитален ангел-чувар. Можете исто така да се пријавите, да ја покажете вашата карта за патување од телефонот и да го следите вашиот багаж. Ова навистина ја менува играта, како магично стапче за патување. Навистина, оваа апликација го прави вашето патување многу полесно и поудобно. Технологијата ги поедноставува работите и го прави вашето патување попријатно. Тоа е како модерна верзија на живот без грижи додека патувате. Така, секогаш ќе ги имате најновите информации и ќе можете да патувате без стрес, како искусен патник кој знае што се случува. Дозволете вашиот мобилен телефон да стане ваш личен асистент за патување. Технологијата, знаете, понекогаш може да не изнервира. Затоа, секогаш ви предлагам да имате испечатена копија од вашата карта за патување. Ако телефонот ви остане без батерија или апликацијата не работи добро, хартиена карта може да ве спаси. Така ќе избегнете многу стрес. Можете да ја испечатите пред да заминете од дома или да користите една од самопослужните машини на аеродромот. Чувајте ја на безбедно место, како патна торбичка или внатрешен теб, за да не ја изгубите. Тоа е како аналоген појас за спасување, кој не штити во дигиталниот свет. Така што и да се случи, можете мирно да го продолжите патувањето. Не заборавајте ги старите добри методи, дури ако користите нова технологија. И двете се важни. Секогаш бидете подготвени.
Ако ви треба придружба со инвалидска количка, многу е важно да се осигурате дека ви е одобрена оваа услуга на секој аеродром низ кој ќе поминете. Не претпоставувајте дека ќе биде достапна. Побарајте ја конкретно за поаѓање, за застанувањата и за вашата крајна дестинација. Потврдете ја повторно кога се пријавувате и кажете му на персоналот на портата пред да се качите на авионот. Правилото е: верувам, но проверувам. Бидете учтиви, но и упорни ако е потребно. Ова може да ве спаси од многу недоразбирања и проблеми. Безпрекорен трансфер значи помалку стрес и повеќе мир, како релаксирачка прошетка низ македонско село. Бидете јасни за вашите потреби кога патувате. Така вашето патување ќе биде полесно и безгрижно. Секогаш имајте список со сите ваши лекови. Не заборавајте го името и дозата на секој лек. Исто така е добро да ги имате и контакт информациите од вашиот доктор. Замислете го тоа како ваше тајно оружје за секоја неочекувана ситуација. Во случај на итност, ова мало парче хартија може да спаси живот. Важно е исто како појас за спасување или комплет за прва помош. Ставете една во вашата чанта и дајте една на вашите сопатници. Тие ќе бидат како ваш ангел чувар, добар пријател кој ќе ви помогне во секое време. И исто така, добра идеја е да ја фотографирате листата на вашиот мобилен телефон. Подобро е да сте подготвени, нели? Ова не значи дека го очекуваме најлошото. Напротив, тоа значи дека сте подготвени, како мудра домаќинка која секогаш има план Б. Така ќе добиете брза и правилна помош кога ќе биде потребна. Погрижете се сите информации да бидат организирани, за да не морате да се грижите за ништо. Дали ви треба посебна храна? Кога резервирате авионски билет, многу е важно да ја кажете на авиокомпанијата за какви било посебни потреби што ги имате во врска со храната. Добро е тоа да го направите 20 до 48 часа пред летот. Авиокомпаниите нудат разни специјални оброци, како што се оброци со ниско ниво на натриум, оброци за дијабетичари, без глутен, па дури и вегетаријански. Штом ќе се качите во авионот, ви предлагам повторно да потврдите дека ќе ви биде послужен вашиот специјален оброк. Многу е тешко да се промени нарачката за оброк за време на летот, затоа е важно се да потврдите однапред. Со малку организација можете да уживате во вкусен оброк, дури и во авион. Вашето здравје е најважно. Среќен пат и добар апетит! Патничкото осигурување е навистина паметна идеја. Тоа многу ќе ви помогне ако се разболите, ако вашиот лет биде откажан или ако ви се изгуби багажот. Ако се разболите во странство, вашето редовно осигурување можеби нема да покрие се. Со патничко осигурување ќе имате помалку финансиски грижи и ќе можете да уживате во патувањето со мирен ум. Секогаш внимателно читајте ги условите. Ова е многу важно, особено ако имате здравствени проблеми. Ако платите малку пари сега, ќе се заштитите од големи проблеми подоцна. Ајде да си помогнеме едни на други да патуваме без грижи и со многу радост. Ајде заедно да ги оствариме вашите соништа за патување. Еве еден совет за патување. Како да пакувате лесно и паметно. Тоа значи да патувате само со мал рачен багаж и уште една мала лична торба. Кога не треба да чекирате багаж, заштедувате многу време, пари и нервози. Користете коцки за пакување, виткајте ја облеката за да заштедите простор и изберете облека што може да се носи на повеќе начини. Замислете се на патувањето. Секоја работа што имате е корисна и може да се користи на повеќе начини. Верувајте ми, ви требаат помалку работи отколку што мислите. Кога патувате лесно, можете да се движите со поголема леснотија. Помалку работи значат помалку стрес. Се движите поудобно низ аеродромите и хотелите. Ќе бидете како танчер кој не губи чекор додека чека багаж. Кога патувате паметно, целото ваше патување го правите попријатно. Не заборавајте секогаш да имате достапни информации за итни случаи. Многу е добро да ги имате во вашиот паричник. Секако, ставете ги и на вашиот мобилен телефон. Напишете ICE, што значи случајна итност на мала картичка и телефонскиот број, а потоа ставете ја зад вашата возачка дозвола во паричникот.
Користете ја и функцијата медицински ID на вашиот мобилен телефон. Ова е одличен начин брзо да имате важни информации, достапни во случај на итност. Треба да ги внесете вашите алергии, крвна група и какви било медицински проблеми што ги имате. Така спасувачите ќе можат веднаш да ги видат овие информации. Ова е многу важно за безбедноста на сите патници. Погрижете се да биде подготвено пред да заминете од дома. Ако немате многу време, не земајте летови со краток престој. Дајте си барем 90 минути или дури 2 часа за престој. Доцнењата на летовите се случуваат често, па дури и растојанијата меѓу излезите на аеродромите можат да бидат огромни, како лавиринт. Потребно ви е доволно време за да се движите без стрес и со ваше темпо. Колку повеќе време имате за престој, толку помирни и поудобно ќе се чувствувате. Како да пиете добро кафе во вашето омилено кафуле во квартот Казимиерц во Краков. Искористете го ова дополнително време за да се одморите, да се подготвите за следниот дел од патувањето или едноставно да се организирате пред да се качите на авионот. Не дозволувајте краток престој да ви го уништи денот, како доцнење на воз на централната станица во Варшава. Кога планирате патувања, дајте му приоритет на удобноста пред брзината. Патувањето не треба да биде трка, туку задоволство. Сакате повеќе простор за нозете? Тогаш побарајте седиште веднаш зад предниот сит на авионот. Ова се нарекува bulkhead седиште. Бидејќи нема седишта пред вас, ќе имате многу простор да ги истегнете нозете и да се опуштите. Како да се опуштате дома? Може би ќе чини малку повеќе, но за долг лет break time вреди за парите. Тоа е како да купите лубеница која е малку поскапа, но е многу повкусна. Задоволството е сосема поинакво. Но треба да запомните една работа. За време на полетување и слетување не можете да ставате торби на подот пред вас. Значи треба да изберете што е поважно за вас. Повеќе простор за нозете или брз пристап до вашиот багаж. Тоа е како да треба да изберете помеѓу вкусен шаварма и вкусно суши. И двете се добри, но секоја си има своји предности. Размислете за предностите и недостатоците и изберете го она што најмногу ви одговара. Затоа што удобноста е половина од патувањето. Една голема насмевка и едно благодарам до персоналот на аеродромот можат многу да променат. Запомнете, тие напорно работат за сите да уживаат во патувањето. Малку љубезност може многу да го подобри вашето патување. Еден убав збор може да ви донесе посебна помош, или дури и седиште со повеќе простор за нозете, како што веќе споменавме. Вие не сте само патник, вие сте личност која зборува со друга личност. Убезноста е јазик што секој го разбира низ целиот свет. Затоа користете ја многу. Замислете ја како бонус каде што денес ти ми помагаш, утре јас ти помагам и добрата енергија ќе ви се врати. Да се биде љубезен го прави целото ваше патување многу попријатно. Аеродромите, знаете, можат да бидат навистина преполни, нели? Полн со луѓе и сите брзаат. Во овие времиња многу е важно да се грижите за себе. Не трчајте, одете полека и внимателно. Држете се цврсто за оградата на ескалаторите и не трчајте. Ако некој навистина брза, дозволете му да помине. Нашата цел е само една – безбедно да го завршиме патувањето. Кога патувате на ескалатори или подвижни патеки, секогаш држете се цврсто за оградата. Кога излегувате од авион, почекајте другите да излезат, а потоа почнете да се движите полека. Секогаш внимавајте на она што е околу вас. Зошто да трчате? Не е толку добро, нели? Нашата безбедност е најважна. Ова патување не е трка на 100 метри, туку маратон. Драги патници, брейк когаш слушајте го вашето тело. Ако се чувствувате уморно, седнете и одморете се. Исто како дома, на вашиот омилен кауч. Ако се чувствувате исцрпено, направете пауза и напијте се вода. Како да пиете од планински извор? Ако се чувствувате лошо, не се форсирајте. Не двоумете се да побарате помош ако ви треба. Луѓето секогаш со задоволство ќе помогнат. Добро е да се одморите.
Нашето здравје е најважно. Вреди повеќе од секое богатство. Слушајте го вашето тело и прифатете ги вашите ограничувања. Ние сме наши најдобри пријатели, Break Time Олење, и наши верни придружници на ова долго патување. Одредиштето на вашето патување е важно, но самото патување е исто толку важно. Се согласувате? Уживајте во секој момент, од лето до прошетката низ аеродромот. Секое патување додава нова приказна, ново поглавје во книгата на вашиот живот. Уживајте во оваа приказна до крај. Од прекрасните пејзажи што ги гледате до разговорите што ги водите со други патници, ценете го секој момент. Ова патување е вашата награда за целата напорна работа што сте ја сработиле. Дури и ако се случат мали, неочекувани работи, не дозволувајте да ви го расипат расположението. Вреди да се потрудите, нели? Секое патување го исполнува вашиот живот со нови и убави приказни. Уживајте во овие моменти и ценете ја секоја секунда. Заслужувате да живеете најдобар можен живот. Ова беа 26 совети. Се надевам дека ќе го направат вашето патување полесно, попријатно и што е најважно, побезбедно. Се надевам дека овие совети ќе ви помогнат и ќе го направат вашето следно патување незаборавно. Сакате отпечатена листа? Испратете ми епошта на caseystravelmagic@gmail.com со наслов водич за патувања за 60+ и ќе ви ја испратам бесплатно, без никаква обврска. Ова е подарок од мене за вас, за да патувате мирно. Бог да ве благослови и среќни патувања. Јас сум Кейси од Casey's Budget Tours. Сакам вашата следна авантура да биде неверојатна. Ако ви се допадна ова видео, кликнете на копчето претплати се и копчето ми се допаѓа, за да добивате повеќе совети за патувања и авантуристички видео